Високи 15% од тестираните граѓани во последните 24 часа се покажале како позитивни на COVID-19, бројка која не оди во прилог на тезата дека сме го минале најлошото од епидемијата. Но од друга страна, направени биле и помалку тестови, само 145. Новите анализи покажале присуство на вирусот кај 22 лица. Скопје повторно е на врвот по ново заразени. Дури 13 од новите случаи се од главниот град, 2 се од Прилеп и 7 од Тетово. Во последната статистика на Институтот за јавно здравје, исто како и вчера, нема починати пациенти, а охрабрува и веста оти расте бројот на оздравени. 64 граѓани вчера добиле и втор негативен тест на коронавирусот. На инфективната клиника нема нови хоспитализирани случаи. Таму во моментов се лекуваат 42 пациенти. 20 од нив се на кислородна поддршка, а 2 на респираторна машина. Во градската општа болница 8 септември примени се 5 нови пациенти. Од вкупно 18 хоспитализирани, 4 се на механичка вентилација и уште толку со потешка клиничка слика. Од денеска требаше да стартува масовниот скрининг кој го најавија здравствените власти, но засега нема информација дали почнало тестирањето. Со скринингот треба да бидат опфатени здравствените работници, вработените во градинките и во домовите за згрижување на стари лица, припадниците на полицијата, возачите во ЈСП и таксистите, шалтерските работници во јавните институции и пациентите пред хоспитализација. Скринингот ќе се прави преку земање на бриз со ПСР тестови, а податоците здравствените власти ќе ги анализираат кога ќе се разговара за олеснување на мерките.